За потенцијалите за развој на локален и одржлив економски развој на алтернативниот туризам разговарам во студиото со мојот денешен гостин. Ќе му посакам добар ден и добре дојде на Владо Србиновски од Балканската асоциација за развој на алтернативниот туризам Балканија. Како сте? Добре дојдовте? Добро ве најдов, задоволство ми е да можеме да разговараме на многу актуелни теми. Актуелна, одлична тема и многу интересна, верувам дека ќе биде за нашите гледачи. Европските и светските трендови укажуваат дека во целиот свет се појавуваат значителни промени во однос на однесувањето на туристите при патување и резервации за некакво патување или одмор. Тоа би значило дека треба и ние да ги следиме овие трендови и секако да развиваме разновидна понуда и тоа надвор од урбаните средини, бидејќи има се повеќе вонсезонски патувања за кои што се заинтересирани туристите, но има и голем интерес, зголемување на интересот за природен, културен, екотуризам, рурален, спортски туризам. Па затоа и моето прашање би било кои се потенцијалите кои ги нуди нашата земја за развој на алтернативниот туризам и она што е најважно, кои се придобивките од него. Ово кажавте дека потенцијалите кај нас се многу големи и шансата на Македонија за економски развој е преку развој на дисперзирана алтернативна туристичка понуда заедно со развојот на земјоделието. Тоа се најголемите компаративни предности на земјата кои што треба да искористиме во таа насока. Долго време веќе туристичкиот сектор бара министерство, конечно еве се доби министерство, се уште не е екипирано, се уште не се инкорпорирани деловите од Министерството за економија и од агенцијата, меѓутоа очекуваме промени позитивни секако и би препорачале као приоритет на министерството веднаш да се запати со стратегија за развој на туризмот. Бидејќи туризмот е најбрзо растешка гранка, која што многу брзо ги враќа вложените пари, а Македонија како планинска земја има огромен потенцијал за сите видови на алтернативни форми на масовниот туризам. Значи можеме сите видови да бидат потенцијал и можности за развивање на препознатлива дестинација на глобално ниво. Велиме, имаме потенцијал, можеме да ги развиваме сите форми на алтернативен туризам, со тоа секако да овозможиме изголемување на бројот на туристи во текот на целата година, не само ограничени годишни времиња. Значи, дали алтернативниот туризам е во подем во земјава? Воопште и на глобално ниво е во подем, меѓутоа во нашава земја не толку, бидејќи досегашните структури и агенцијата, и министерството, и коморите туристички повеќе се залага како да донеса туристи. Затоа и мерката за субвенционирање на туристи ја постигна целта, носејќи туристи во Охрид и во Скопје, кои тие две развиени дестинации во главном абсорбираат негде околу 75% од туристите. Само 36% од туристите доаѓаат од Скопје, приближно толку и во Охрид. Значи, нашата понуда е ориентирана кон урбаните средини или познатите зимски или летни сезонски понуди. Практички летно време езерата Охрид и Дојран, а зимно време скијачките центри Шапка и Мавро, кои што веќе имаат кратки сезони и не го постигнуваат ефектот. Кога збориме за одржливо развивање, велиме дека треба одржливо да се развива, бидејќи одржливоста значи пред се грижа за економскиот аспект на локалното население и на регионот и грижа прави баланс помеѓу економскиот, еколошкиот и социокултурниот аспект. Со голема грижа за зачувување на природните и културните вредности и зачувување на традицијата, фестивали, занаети, еногастрономијата, која што е значаен дел од нашата понуда, а бидејќи промените на глобално ниво од ковид кризата наваму се евидентни и луѓето веќе патуваат повеќе пати во годината во помал обем и во помали групи. Благодарение на современата IT технологија можат да изберат дестинации кои што ги сакаат и затоа трендот покажува дека во глобала туризмот расте
околу 4%, меѓутоа интересот и туризмот алтернативен, поготово адвенчер туризмот кој што прави контакт на туристите со природата, со традицијата, со културата каде што посетуваат, со атракциите, со културните вредности, расте негде за 20%. Тоа е најдобра индикација дека тој тренд ќе понатаму ќе продолжи да расте, дека треба да се насочиме на создавање туристичка понуда. Значи, она што го имаме веќе на некој начин е заситено, а тоа го покажува дека на ниво на земја ние во моментов имаме негде 264 категоризирани хотели. Тоа е можеме да речеме скоро никаков капацитет за да правиме масовен туризам. Покажа летово масовната посета на Охрид со какви проблеми се соочи градот. Со немање паркинг, со ѓубре, редици, гужви, тоа повеќе го одвраќа туристот колку да го стимулира. Затоа ние инсистираме и постојано сугерираме да се оди во насока на создавање услови за дисперзиран развој во малите рурални средини, каде што луѓето можат да се вклучат, а и на тој начин ќе влијат за подобрување на нивниот стандард, бидејќи работат на сопствени имоти и иницираме и стимулираме мали семејни бизниси. Кои што ќе им овозможат на луѓето да работат на сопствен имот, да даваат туристичка понуда и земјоделска секако. Агритуризмот е многу голем тренд на глобално ниво и на тој начин можеме да ги вклучиме и младите луѓе кои што можат да бидат двигатели или менаџери на тие бизниси, а да ја спречиме најголемата закана миграцијата село-град и миграцијата надвор од државата, која што е навистина опасно за целото наше општество. Напоменавте, неминовна е ориентација кон создавање на целогодишна туристичка понуда со нови содржини, нови мали семени бизниси, потоа агротуристичка понуда во селските средини и практично одржливиот развој на туризмот е гаранција за квалитетна и препознатлива понуда од страна на туристите. Има голем интерес од страна на граѓаните кои што живеат во руралните средини да ги оживеат како понуда со дел од она што значи македонска традиција, да им понудат на туристите нешто ново, автентично, македонско. Колку сме успешни во тоа, колку луѓето што сакаат доволно се информирани за можностите и колку им се нуди помош сето тоа да го реализираат? Сметаме дека не е доволно, дури малку, затоа што на тие иницијативи или на тие желби да се вклучат овакви бизниси треба општеството, тоест локалната и централната власт да создава услови, да програмира или да предвидува олеснувања на процедурите, стимулации, ослободување од даноци за да почнат такви бизниси, да има стимулација да ги поддржи финансиски. За среќа баш вчера е објавен огласот за рурален развој и рурален туризам од ИПАРД мерката седмица, и позитивното е што веќе има некакви чекори, веќе има над 100 лиценцирани консултанти кои што ќе помагаат на такви иницијативи да можат да добијат проекти од ИПАРД 3 мерката, која што не е незанемарлива обемот на таа мерка, негде над 120 милиони евра ИПАРД тројката, така да можат доста иницијативи да ги постигнат своите цели и да се вклучат, бидејќи субвенционирањето за такви иницијативи до 60%. Меѓутоа, потребна е едукација на локалното население, потребно е системско, пристап до нив за да може. Ние имаме искуства со наши членови или учесници на наши проекти кај што сме ги едуцирали и позитивен ефект од одреден број на луѓе кои што започнале бизниси и се презадоволни и веќе се препознатливи во тоа што прават. Претходно споменавте дека на глобално ниво туризмот забрзано расте и статистиката покажува дека годишно туризмот расте за 4%, но авантуристичкиот и планскиот туризам расте за 20% повеќе. И сега јас нема да ве прашам дали го следиме ние овој тренд, туку сметам дека се обидуваме да го следиме овој тренд во насока на по-гласно и по-интензивно говорење за развој на алтернативниот туризам, неговите можности и секако за негово искористување и сето тоа што се прави во таа насока.
Затоа ќе велам дека повторно ќе се навратам на правење на стратегија. Стратегија што побрзо и стратегијата да оди во насока на ова што го велиме дека се потенцијалите огромни, а не искористени и дека треба да акцијскиот план што ќе се предвиди и да се спроведе. Има посебни иницијативи, успешни примери за развој на тој тип на алтернативен туризам, например Скардуш Трейл, патека направена од наши активни планинари и креирана заедно со Косово, Албанија, Македонија до Грција. Целата патека ја вклучува и западната трансверзала над 2000 метра, е прогласена минатата година за најдобар проект на Европа, како и Трансдинарика, една велосипедска патека која е креирана од словенците, опфаќа целиот Балкан, 5500 километри велосипедски патеки, мрежа на велосипедски патеки, каде што луѓето можат да се движат и по планински предели и по асфалтирани предели, но ги опфаќа сите земји и е исто прогласен за најдобар европски проект. Делот од Македонија има удел, меѓутоа најмал процент за жал од другите, а можеме да направиме компарација, сите околни земји многу повеќе прават за алтернативниот туризам од нас и затоа сметаме дека тоа треба да ни биде воделка. Например, Албанија за многу кратко време направи многу богата алтернативна туристичка понуда, Бугарија во континуитетот порано. Еве само еден пример ќе кажам, ние имаме во минатото во бивша Југославија имавме над 100 планинарски домови, сега имаме помалку од 20 функционални домови кои што се воглавно во приватни собственост, а во Бугарија над 350 планинарски домови кои што се општествена собственост. Сето тоа што ни е потребно е организирана понуда на сето тоа што го имаме и природното богатство со кое што располагаме, можеме да го ставиме во функција на туризмот, затоа што иако велиме дека Македонија е мала земја, ако тргнете да ја истражувате, да ги истражувате незините природни богатства, убавините и сето тоа што може да влезе во делот на алтернативен туризам и туристичка понуда, ќе ви требаат не знам колку период од годишниот одмор за да сето тоа го реализирате и да истражувате и да видите се. Еве, пак ќе се навратам на една изјава на новиот министер за туризам, кој што изјави дека ќе се посвети на културниот туризам, кој што секако тоа е туризам кој што се користи во текот на целата година, меѓутоа како пример насочи посета на археолошките локалитети како Стоби, дека ќе оповрзе со транзитниот туризам, да успееме транзитните туристи да ги отклониме за Стоби, меѓутоа ние не се слагаме со тој концепт, бидејќи тоа не се туристи, тоа се посетители на Стоби. Тие нема да потрошат пари, освен што ќе видат една вредна културна и туристичка атракција, меѓутоа за да биде Стоби препознатлива локација, треба околу него да има аквапарк, треба да има ресторани, кампинзи, треба да има паркинг за трајлери и за друго, што заедно со другиот дел од тој регион, Тиквешкиот регион, кај што има неограничено исто можности за алтернативен туризам. Ако споредиме со Франција, 42% во Франција бруто добивката доаѓа од алтернативен туризам. Значи, од тој тип на туризам, меѓутоа кај нив имаат, например, во Алзас или огромен број на туристичка понуда. Значи, ние треба од Тиквеш покрај квалитетното вино, квалитетните услови природни, да создаваме туристичка понуда покрај тај магистрален пат, за да можат тие транзитни туристи да застанат и да потрошат време и да останат некој ден, а и да ја афирмираме. Основата ја имаме, ни требаат дополнителни содржини кои што всушност ја збогата таа туристичка понуда и ќе бидеме една навистина квалитетна туристичка дестинација која навистина има што да им понуди на туристите. И сосема за крај ќе заокружиме вие како Балканска асоциација за алтернативен туризам Балканија со проектите кои тековно ги реализирате, директно придонесувате во создавање на услови за унапредување на можностите за квалитетно искористување на потенцијалот, но и за развој на алтернативните видови туризам. Ајде накратко за тоа што го работите периодот. Да, имено во нашето име се содржи нашата опредалба и остануваме на таа идеја. Во последно време се повеќе имплементираме европски проекти за едукација и тоа повеќе на руралното население и повеќе на возрастните лица кои што имаат можност да ги надградат своите знаења, бидејќи преку неформално образование.
Пред малку завршивме, пред 2 месеци завршивме проект заедно со партнери од Шпанија, каде што наши луѓе селектирани од повеќе лоцирани места во земјата беа на обука за потенцијалите на руралните средини за развој на одржливо општество. Успешно го поминав тој проект. Тековно работиме на проект за развој на инклузивен и достапен туризам во природните области, каде што ќе работиме за лицата со попречености, кој број е знатно голем, и на глобално и на наше ниво негде е 15%. Ќе работиме со туристичките водичи за нив обука како да креираат и да работат со лица со попреченост и со националните паркови за заштитените подречја како да создадат услови за инклузивен и пристапен туризам за лицата со попречености, бидејќи има повеќе попречености и тој број постојано расте. Друг ни е сличен тако проект Алтертурс, кој што ќе работиме со туристичките водици, тамо сме партнери Франција, Италија, Словенија и Грција и Кипар, каде што креираме програма за учење на туристичките водичи да креираат алтернативни тури, за што збориме, и тур агенциите и туроператорите што повеќе да креираат алтернативни тури. И уште еден тековен сега што го добивме од Националната агенција од Еразмус, програмата за циркуларна економија или од отпад до вредност. Тоа за циркуларна економија има многу што да се збори, нема во ова прилика да збориме, само сакам да кажам дека сите овие проекти се насочени кон активности поврзани со развој на алтернативниот туризам. Остануваме на таа линија и релативно сме задоволни од резултатите што ги гледаме и од фидбекот на тие што ги следат нашите програми, нашите обуки. А за уште еден пример, само за тековен проект, кај што во моментов имаме 4 пратено во Шпанија наши членови, волонтери и соработници, 2 месеци на обука, поточно на пракса за развивање на проекти за спортски менаџмент, за јакнење на нашите капацитети за развивање такви проекти, бидејќи и спортот е во алтернативните форми. Продолжите да работите така напорно и ентузијастички, се со цел да се искористат сите овие можности што ги нуди алтернативниот вид на туризам во Македонија, да можеме, како и секогаш, да се представуваме во најубаво светло во светот, пред странските туристи. Меѓутоа мораме повеќе да работиме, зборам, сите, целиот сектор во таа насока, а не само да носиме туристи, него да создаваме квалитетна туристичка понуда. Само да не занемериме, многу значаен сегмент на нашата туристичка понуда е големата гостољубивост на нашиот народ, кој што е многу битен сегмент за современите туристи. Так. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас. Во продолжение одиме со нови информации кои што се однесуваат на алтернативниот туризам. Овде ќе го споменеме и екотуризмот, односно еколошкиот туризам, кој што е во подем во светот. И всушност тоа е форма на туризам ориентиран кон природата, и со овој туризам целта е фокусот да биде ставен на природната околина, но и на локалните култури. Да се посвети внимание пред се на еколошката свест на луѓето, а локалните жители пак на регионот да бидат вклучени во овој процес во социо-економски услови. Еколошкиот туризам или екотуризмот може да се дефинира како туризам во кој свесните патници ја поддржуваат заштитата на природата и животната средина на дестинацијата што ја избрале, како и локалната заедница и нејзиното културно наследство. Таквите туристи не размислуваат само да добијат што е можно повеќе за вложените пари, туку сакаат да имаат што е можно помало влијание врз областа што решиле да ја посетат, а при тоа да се грижат локалната заедница за возврат да добива приход што го обезбедува нејзиното постоење. Тоа значи дека ќе предпочитаат потрошувачка на домашни, автохтони производи, по можност од еколошко или органско одгледување, како и запознавање со обичаите и културата на локалното население. Се смета дека екотуризмот е инструмент за постигнување одржлив развој. Екотуризмот како термин првпат го употребил мексиканскиот екологист Хецер во 1965 година, поставувајќи ги темелите на овој вид туризам,
кој треба да има минимален одраз врз природата, минимален одраз и максимална добивка за културата со максимален економски бенефит за локалната заедница, која со задоволство ги прифаќа туристите. Друга рана референца за екотуризмот дал Милер во 1978 година, работејќи на планирање на Националниот парк за екоразвој во Латинска Америка. Тогаш и се удрени темелите на современиот екотуризам, кој често се поврзува со посета на некои заштитени природни вредности, како што се националните паркови. Оценето е дека Скопје, како една од европските метрополи, освен богатата историја и културното наследство како туристичка понуда, може да биде конкурентно и со своето рурално подрачје, кое е соодветно за развој на екотуризмот, винскиот туризам и кулинарството. Водно, Скопска Црнагора, се подрачја дестинации каде што има можност за развој на горскиот и екстремниот спортски туризам, Катлановска бања како подрачје за развој на термалниот туризам и Јасен и Матка како подрачја за развој на екотуризмот и алтернативниот, ловниот, културниот туризам, подрачја соодветни за нови, алтернативни облици за активно поминување на слободното време. Од повеќето различни видови туризам, интензивно се развива и гастрономскиот туризам. Нашата земја треба да привлекува туристи со вкусната, традиционална, но и здрава храна. Треба да се работи на креирање на гастрономска приказна од оброци, но и производи подготвени од традиционалните вековни рецепти кои што се нераскинлив дел од македонската традиција. Нашата земја треба да се стреми да прирасне во позната гастродестинација, да се привлекуваат гости со вкусната традиционална, но и здрава храна. Треба да се работи на креирање на гастрономска приказна од оброци и производи подготвени по традиционалните вековни рецепти и не само да се нудат и промовираат, туку и да се брендираат македонските локални специјалитети. Ние треба да се специализираме токму на нашето и дека треба да го брендираме нашето. Начинот до како значи да создадете и свој специјалитет, како да вашиот ресторан, иако е можеби од типот и селско домаќинство или етно ресторан или гостилница, и сршта на Македонија токму и во етно рестораните и во етно туризмот, каде што секој ден туриста кога ќе дојде сака да ја слушне нашата историја, да ја проба нашата историја, нели? Преку неа да ја почувствува Македонија. Брендирањето на локалните производи и македонските специјалитети е идентитет и можност за промоција на уникатните гастрономски деликатеси на земјава широм светот. Како да дојдете до свој собствен бренд во ресторанот, користејќи ги исклучиво домашните продукти, локалните продукти, од каде што потекнуваме. Македонија има многу ресурси, имаме многу полиња со кои што треба да се браниме во светот, да се браниме условно кажано, да го чуваме, негуваме нашето и да работиме на иднината. Со брендирањето на македонските производи, ајвар, пинџур, маџун, сладко, мед, пити, зелници и вкусните готвени специјалитети ќе се гради препознатлива гастродестинација. Агенцијата за промоција на туризмот лани изработи илустрирана гастрономска карта на која што се мапирани регионите со традиционална подготовка на македонски јадења. Идејата е патниците да доаѓаат на гурманска тура низ земјава и да уживаат во регионалните вкусови. Археолошкиот туризам пак може да ја представи Македонија со сите нејзини археолошки богатства, кои што се пак доказ за културниот развој на овој простор. Македонското археолошко богатство е наш силен адут за развој на туризмот, но за жал недоволно искористен, затоа што се потребни и вложувања во инфраструктурата, но и изградба на придружни објекти.
Македонија поседува бројни материјални и духовни драгоценности. Тука спаѓаат и археолошките локалитети, кои сведочат за богатството на цивилизацијски и културни циклуси, за историјата и идентитетот на нашата земја, а светот треба да ги види. Археолошкиот туризам е добра форма за презентација на македонското повеќеслојно богатство. Ретко која земја може да се пофали со толку културни циклуси и соединување и спреплетување на бројни цивилизации и култури. Пронајдоците со палеолитска старост се доказ за исконски корени на човековото постоење на овие простори. Фасцинантни се и неолитските населби, потоа доказите од времето на металите и античката култура, представено со артефакти, некрополи, утврдени градови, мозаици, скулптури и комуникацијски структури. На овој простор исто така се лоцирани ранохристијанската култура и колоритната орнаментика на византиското наследство, како стил проткаен со оригиналност. Него во своите пазови го чуваат импресивните цркви и манастири, преку живописите, иконите и посебната архитектура. Тука се ракописите и културното наследство создавано на црковнословенски јазик. Немирните историски процеси го внесуваат исламското наследство како сакрална вредност покрај средновековните профани целини. Така се отвара можност за откривање на заемност како вистинско богатство. Во Македонија се евидентирани над 4500 археолошки наоѓалишта. Посебно значење имаат локалитетите Скупи и Скопско Кале, потоа Требеништа, Свети Еразма, Охридската тврдина, ранохристијанската базилика во селото Октиси во Охридско-Срушката котлина, Хераклеа Линкестис и Маркови кули во Пелагонија, Стоби во близина на Градско, Исар и Баргала кај Штип, Струмичко Кале, Виничко Кале, Мородвиска и Кочани, Марвинци и Гевгелиски рид во Гевгелиско-Воландовската котлина и други. Македонија пред 10 години за прв пат официјално и организирано се представи на берзата за археолошки туризам, кој се одржува близу градот Салерно во Италија, презентирајќи публикации и видеоматеријали за Стоби, Хераклеа, Кокино, Скупи, Била Зора и многу други археолошки наоѓалишта, градови и цркви. Тие предизвикаа големо внимание и кај дел од светската јавност. Македонија поседува врвни археолошки локалитети, кои бараат лепеза модалитети за нивно активно вклучување во современиот развој на локалните општински заедници. Во наредните минути ви представуваме дел од недопрената природа во Македонија. Убавина која што може само да ве плени, да ве врати назад низ времето или пак да ве однесе во една друга димензија. Станува збор за клисурата Пешти во Велешко. Погледнете. Во централниот дел на Македонија, во Велешко, на местото каде што реката Бабуна го иззидала својот најдлабок канјон, се наоѓа клисурата Пешти. Место кое никого не може да остави равнодушен. Таму не можете да не почувствувате стравопочит пред моќта на природата која со милениуми ја креирала клисурата. На бреговите на оваа река животот постои одамна. Остатоци од многу древни култури кои оставиле сведошта за своето постоење, каде и да завртите на секаде постојат траги на живот, безмалку од сите епохи, од праисторијата до денес.
Во клисурата постојат стотина пештерни отвори со безмалку исто толку пештери. Има и остатоци од ранохристијански пештерни цркви. Оваа клисура е значаен орнитолошки локалитет и место за гнездање на многу ретки видови птици. Денес клисурата Пешти поради своето природно и културно богатство со право може да се нарече Македонски природен археолошки музеј. Локалитетот кој е природна реткост предизвикува со својата убавина да дојдете, да го посетите, особено во пролет и лето, кога вегетацијата и природата го доживуваат максимумот. Недопрена природа, непрегледни убавини, културно-историски споменици, традиција единствена за оваа поднебје. Ете, тоа е богатството на Македонија. Се надевам дека во изминативе 50 на минути успеавме да ви представиме само мал дел од таа убавина и тоа богатство кое што го имаме во Македонија. Се гледаме утре со новото издание на емисијата. Пријатен ден!